Желе, може така? Да. Само пред кадър. Добро, не само што ми јавуваат, туку и можев да видам директно кај што се вклучуваме во живо. Тука сме во студиото на Радио МОВ со моите гости. Денешната дискусија и отворено студио поврзана со феноменот на заменување на младите луѓе од оваа држава во странство, но и со феноменот на протестите кои што се денови наше секојдневие. Значи, ќе ги дискутираме овие две теми поврзано и неповрзано меѓу себе, но уште на прва кога ќе го слушнете овие два термини, овие два феномени кои ќе ги слушнете, иселувањето и протестите, јасно е дека тие се на одреден начин поврзани. Со нас во студиото на Радио МОВ денеска ќе почнеме од единствената дама присутна во студиото, Дона Костиранова од Младински образовен форум. Значи, Дона е на домашен терен овде, иако не се сеќавам искрено дали досега била гостина во нашите емисии. Ова е прв пат, добро. Се надеваме дека ќе има и понатаму ќе гостуваш. Дона Костиранова, значи Младински образовен форум, тука е Дамјан Здраев од Реактор истражување акција. Дамјан, здраво. Здраво. Исто така, Дамјан е и професионално, а и приватно лично како учесник во протестите, како студент и млад човек во едно прилично турбулентно време за Македонија во последните 10 години, повикан е да зборува за оваа тема. И секако, last but not least, што би рекле, со нас и Горен Трајковски од студентскиот пленум. Здраво. Здраво, Горен, ти си најповрзан со оваа тема со самото тоа што се уште, ако што разбрав, се уште си студент, односно имаш уште неколку испити. Еве, да ја најавиме оваа тема на почетокот, тешко е да се каже што точно, да се утврдат точните причини, најчестите причини за иселување на младите од земја. Ние знаеме тоа од луѓето со кои што директно комуницираме, имаме блиски луѓе, познаници кои што отишле во странство, ги гледаме, ни кажуваат своите причини, но нема истражување до сега кое што би покажало зошто младите си одат. Или па има. Да, Има. Можеме ли да кажеме дека, да речеме, финансиските причини, дека недостигот на слобода на говор, дека кои се всушност причините зашто младите си одат? Па секако економската безперспективност е една од примарните причини поради кои што младите си одат. Меѓутоа, она што го гледаме ние во нашите истражувања е дека е социјалната исклученост, односно недостатокот на можност да се влијае врз општествено-политичките процеси, што е многу широк поим каде што влегуваат слободата на говор, слободата на изразување, влијанието врз одлуките, моќта за одлучување, се исто така причини кои што ги бркаат младите од Македонија. Brain drain од кај нас е многу сериозен проблем. Ние сме една од државите со најмалку перспектива за младите во регионот, а и во Европа. На кој начин се мери тоа? На кој начин се одредува дали имаат или немаат перспектива младите во една држава? Тоа е прецепираната можност на младите да влијаат и да бидат дел од општествено-политичките односи во државата. Многу е тешко да се дојде до прецизни фактографски податоци колку дел од младите се вклучени или не се вклучени, меѓутоа анкетата која што ја правиме ние за граѓанско учество веќе 5 години поред, оваа година е 5-та година поред, зборува за многу голема исклученост на младите генерално од политичките процеси, но она што е уште пострашно, зборува за многу мало чувство на припадност во заедниците, кое што се намалува уште повеќе кога станува збор за припадност на државата Македонија, многу мала перцепирана моќ за влијание врз одлуките, значи тие не веруваат дека дури ако направат нешто тоа ќе влијае врз одлуките, а од друга страна зголемена потреба да имаат можност да влијаат на одлуките. Кога ќе поврзаме оваа исклученост од општествено-политичките процеси со економската перспектива, несигурност и недостаток на перспектива, тогаш можеме да сватиме зошто според нашата анкета од 2015 година 49% од младите во наредните 5 години се гледаат надвор од Македонија. Добро, да дефинираме најпрво ова. Велиш
младите не се вклучени во општествените процеси, не се вклучени во процесите на одлучување во општеството. Меѓутоа, од друга страна, да речеме, гледаме ова е нешто сега што би го кажале некој кој што е представник, да речеме, на владеачките структури. Би ви кажал, па да, имаме ние млади. Еве ги младите 25 години има министерот, заменик министерот за правда. Имаме млади, ги гледаме младите дека дали збориме за младите како група, за младите како организирана сила во општеството или Па секако дека зборуваме за младите како група, поединците кои што функционираат во нашите институции, во нашите политички партии, со сигурност не ги представуваат младите. Ако сакаме репрезентативен примерок на младите во најшироката смисла на зборот, треба да ги гледаме младинските движења, младинските организации. За мене е многу порепрезентативен ставот на студентскиот пленум и на младите кои што се во студентскиот пленум и во Националниот младински совет и другите поголеми младински организации, отколку младите министри. Во теоријата и во литературата за млади се сметаат луѓето од 16 до 29 годишна возраст кои што се учесници во општеството. Кај нас, морам да напоменам дека тоа учество на младите е многу мало. Во текот на дискусијата, во текот на разговорот ќе направиме дистинкција за различните типови на учество, меѓутоа генералната констатација е дека младите во Македонија се цинични и апатични. Тоа е феномен на глобално ниво, не е така само кај нас. Меѓутоа кај нас проблемот е многу по изразен поради тешката економска состојба, а особено изразен во последнава година поради политичките случувања кои што се поврзани со младите. Законот за високо образование, екстерното тестирање и секако политичката криза поврзана со прислушкуваните материјали. Ја спомнавме таа возраст 16 до 29, во срцето на таа возраст е. Горијан, ти како член на студентскиот пленум, дали, ај секако како студент и некој од таа возраст, што велат твоите врсници, твојата генерација, се чувствуваат ли како да можат во општество да бидат некаков фактор, да сила, размислуваат ли да останат или да си одат? Секој има свое мислење, но најчесто се буквално се поделени. Некои мислат дека нивната иднина е баш надвор од држава, некои мислат дека нивната иднина е надвор од држава за одредено време, потоа да се вратат. Потоа да се вратат и да направат нешто, например ако учеле факултет, постдипломски студии, да се вратат во оваа држава и да го имплементираат тоа што го научиле таму, да воведат нешто ново, нешто што го нема кај нас. Но мој личен проблем е тоа што ако сакаш да воведиш нешто ново, би требало да имаш поддршката. Не само од твоите сограѓани, твоите сомисленици, туку треба да имаш поддршката и од оние кои се на власт. Институционална поддршка. Да, институционална поддршка. Учествувате ли тоа? Постои ли тоа во држава? Јас сум сакал, дури кога бев средно сакав да воведам некои идеи, но тие идеи беа само исмејувани. Чисто исмејувани и ја мислам дека било која идеја на студент или на било кој млад човек што му личи малце прогресивна и исмејувана. Не мора целосно да биде исмејувана. Доволно е да биде исмејувана малку по малку од различни фактори. И за да се обесхрабрат. За да се обесхрабрат на младите. Добро, твојата професија, ти студираш менеджмент на информациски системи, ако добро запаметив. Тоа е една дејност, еден сектор кој што претпоставува дека ти најверојатно самиот ќе треба да размислуваш за одење некаде во странство. Да. Како размислуваш на таа тема ти? Па јас би заминал да не ми беа оценките толку лоши. Така? Да. Доколку би имал услови, би заминал да речеме уште утре, да. Затоа би гледал некој како, например, research position или нешто такво, барем да научам нешто ново. Мислиш дека нема во држава перспектива за професионално напредување од било кој аспект, воопшто нема. Оти само за да пробам да дојдам до причините зошто ти како индивидуалец, како студент во еден таков сектор ти би се одлучил да заминеш. Јас би се одлучил да заминам само поради едно нешто. Гледам подобри иднина надвор од држава. Гледам подобри аспекти и финансиски, и културни, и образовани, и секакви подобри аспекти гледам надвор од држава.
Добро, Дона, ова што го зборува Горијан е очигледно и според тие истражувања што се направени, и според она што го гледаме секојдневно, е веќе утврдено како начин на размислување на младиот човек денеска во Македонија. Како што знам, и Младинскиот образовен форум, а и на други нивоа ти се вклучена во процеси кои што би требало ова да го запрат, односно да го вратат назад. Што се случува на тој план? Може ли некако да го вратиме тој процес назад, иако сигурен сум дека ќе биде многу тешко? Што е тоа што се прави да младите луѓе бидат повеќе вклучени, ова што го спомна Дамјан, да се избегне таа социјална исклученост, односно да се зголеми нивното значење во општеството? Па еве, ако ние теоретски, на младите можеш да гледаш на два начина. Или гледаш на нив како на некој што има проблем, треба да го заштитиш, или гледаш на нив како ресурси. Кај нас сите велат на клишето, младите се иднината, ама не гледат на нив како на ресурс или некој што ќе ја направи иднината, туку како некој кој што не треба да го заштитат, па кога тогаш ќе станат иднина, пошто ќе бидат повозрасни или ќе будат државата или ќе бидат помлади, не се. И се гледа на нив како на проблем што треба да ги заштитиме, последниве години нели ги штитиме, ги штити државата од пороци, од негативни влијанија, од протести на улица, од различни негативни работи и некој возрасен таму, некој кој носи одлуки, смислува што ќе им приреди, што ќе им овозможи и диктира како они ќе живеат, наместо некој да ги праша што вие сакате. Другиот пристап, тој современиот пристап е да гледаме на нив како на ресурс кој што сам знае да си каже што му треба. И има и доволно докази во Македонија дека младите не само што знаат да кажат што им треба, и знаат да разбираат политики, не се не само средношколски, не студентски, ама се меѓу најдобрите примери да го покажат тоа, туку знаат што им треба на другите луѓе околу нив. Зашто не се он изолиран круг што зборува сам за себе, туку може да зборуваат за сите. И сега ако погледнеме како изгледа животот, развојот на еден човек во Македонија, еве основно ќе го прерипам, иако и основно е проблематично, и стига тој човек во средна школа, и некој му кажува дека тој што е одличен ќе биде председател на клас, може да ќе направат избор, може да нема да направат избор и тој председател ќе игра улога само кога треба да оправда зашто се побегнал од час и можеби кај ќе се сликаат за матура и толку. Никој нема да го праша, сакате ваква секција, сакате овој дел да го реновираме од школата прв или овој дел. Мислам дека сите сме победили исто. Униформите се свиѓаат, не те прашува никој. И после одиш ти на факултет, кај што фокусот ти е како ќе се снајдеш, поготово ако си отишол во друг град, како ќе се снајдеш во Скопје, како ќе се снајдеш во нова средина, како ќе работиш во група со 100 студенти, како ќе се снајдеш на поимот колоквиум и ти се наоѓаш во еден друг свет каде што дури и да сакаш да се фокусираш на учеството, толку е тргнато од тебе пошто е монополизирано, што ти само гледаш да завршиш, да се едуцираш и на крај ти имаш повеќе од 20 години и никогаш никој не ти дал прилика да кажеш што ти е тебе битно. Младите во Македонија прв пат гласаат најчесто на избори. Никогаш предходно не гласаат. За било што друго освен, значи првиот контакт со гласањето е за политичка партија, него е на изборите. Да, и сега Нема гласање предходно ниеднаш во. Мислам има површни онакви во некои училишта, например сите школи во Македонија имаат средношколска. Да, што е со организирањето во Ама во ниедна школа средношколците немаат право да одлучуваат во органите на управување, односно родителот има повеќе удел во управувањето отколку што има самиот ученик. Иако целиот свет веќе се движи кон тоа и со па и намалување на возраст за гласање, но и давање моги да учествуваш ти во самите структури кај што функционираш. И настои првиот чекор, образованието ти дава простор да бидеш активен граѓанин, да те праша некој што мислиш, ние така прешкртан, саботиран, кога ќе се појави пленум, ќе се појави и контракампања, професорите наместо да ги поддржуваат учениците им праќаат SMS-и да не идат утре на протест, ќе се објавуваат постери дека зеле 10.000 динари никој нема да ги тргне од училиштето. Ние не само што не им помагаме, не само што не стоиме неутрални кога они ќе решат да кажат нешто, туку имаме систем кој што активно сузбива се што мрда и што има мислење. Погледнете го Националниот младински совет. Скоро 70 организации под младици решиле сами да се основаат. Прво да дадеме малце само мал бекграунд за тоа што е Националниот младински совет. Во Македонија никој не знаеше што е концептот младински совет. Тоа е национална чадор организација која што треба да ги собере сите млади и да биде нивниот канал преку кој структурирано ќе комуницираат со институциите. Секоја земја во Европа, секоја буквално има некаква младинска структура.
Најголем дел од тие структури се членки на Европски младински форум, кој на европско ниво учествува во многу важни прашања. Дава структуриран диалог и препораки директно до Европскиот парламент, директно комуницира со европратениците, учествува во финансирањето и структурирањето на програмите за млади. И ние пред многу организации пред 3-4 години свативме дека вакво тело нема во Македонија и го основа. И сега тоа тело има 67 организации членки и од големите сојузи Црвен крст, сојузни извидници и подмладоци на партии, единствено во Македонија што ги собира партиите, подмладоците и невладините, и многу невладини организации кои што заедно градат некакви ставови. Тоа тело уште не е признаено од институциите. Да, тоа сакам да прашам. Тоа е тело чија што задача, уште еднаш да повториме, е да ги артикулира барањата на младите до институциите. Да, и дури да кога... речеме со најосновно. Да. Во светот на запад, во земјите кои што се развиени и кај што сакаат младите сите да избегаат, ова функционира. Значи, политичарите, властите слушаат. Да. Како е кај нас? Кај нас Советот постои колку 3,5 години. Можда и требаше само да почутиме и да се разбереме. Тоа доволно добро ќе вразеше. Агенцијата за млади според него препознава, иако таа е нели одговорното тело за млади, а Советот си е членка, например, во Европски младински форум. И сега национално и го има во две од препораките на Европски парламент. Односно, младите од Македонија повеќе се признаени на европско ниво отколку што се тука во својата земја. Што е апсурд само себе. Треба европратениците ни кажуваат да, не знам, го вклучиме Советот во одлучување. Еве уште еден бизарен пример за како функционира тоа, ги спомена младите министри. Постои прво тие таму застапуваат пред се партиски став, а не младенски како некаква категорија, исто како што има жени пратенички кои што гласаат за ограничување на правото за абортус. Ако си млад, не значи дека инхерентно ти представуваш ставови на младите. Има една иницијатива која што е балканска и многу значајна, се вика Regional Youth Cooperation Office или регионална канцеларија за младинска соработка. Тој дел, таа политика треба да почне од 1 јануари 2017 и да им даде можност на илјадници млади кои што живеат во Западен Балкан да патуваат во различните земји на пракси, на job shadowing, на волонтерски искуства, на семинари, на културни спортски размени и е буквално реалност. И тие што ја прават политиката одлучиле дека ќе се креира заедно со тоа што секоја земја ќе има свој представник за институциите и представник за младите. И некој го гарантирал тоа место. Представникот од Македонија беше избран без никаква консултација, без никаков повик. Тој што ги представуваше младинските организации, за подоцна да се дознае дека исто така и вработен во владата, а сега е еден од новите министри, односно еден од новите заменик министри. Само месец подоцна од како заврши со улогата како представник на граѓанското општество и младите. Значи, ова беше него само како еден ред во CV-то. Тоа... Да, одскочна даска. Одскочна даска. Многу пати тоа сме го виделе, дека овие позиции што денек треба да бидат позиции кои што на цели групи млади треба да им помогнат, како например председателот на студентскиот парламент на УКИМ. Нели видовме наназад, јас се сеќавам од времето кога студирав 15 на години и малце повеќе, значи од секогаш таа позиција беше одскочна даска за нечии политички амбиции на човекот кој што освен овој пат, кога мандатот е продолжен на неодредено време. Да, сега да не навлегуваме во деталните проблеми со функционирањето на студентскиот парламент, меѓутоа кога ќе ги земете сите овие работи, кога ќе дури кратко позбориме за положбата на младите во држава, става јасно дека младите во државата имаат некаква причина да протестираат. Еве сме кај протестите и кај таа поврзница. Горен, ти си дел од студентскиот пленум, знаеме што значеше студентскиот пленум кога се појави, знаеме што значи сега, дека тој широко е прифатен кај јавноста во Македонија, не само кај младите, туку и воопшто кај сите луѓе во Македонија, како еден многу важен николец на тие протести, на таа борба на улиците, на тоа кревање глас против сите овие работи кои што Сите викаат студентите први почнаа. Студентите први почнаа, тоа е тој момент што сакам да го потенцирам. Мислиш ли дека нешто се промени во овие година и пол, мислам, од кога пленумот почна активно да протестира и да постои? Јас мислам дека не слушаат, да, луѓе не слушаат, студенти не слушаат, млади не слушаат. Благодарение на нас и средношколците ги имаме
средношколскиот пленум кој се залагаше за своји работи, за нивните екстерни кои пропаднаа. Како еве моја причина зашто е малце чудно, не знам дали некој памти кога излегоа сликите дека серверот му паднал на денот на испитите. Не знам, ги имаше на интернет, каде што... Да, државниот испитен центар, серверот кај што Да, се серверот му падна на денот на испитите. Значи, тоа ми е струка, малце сум... баш ми е струка тоа и малце ми е смешно каде што нешто форсирано и каде што големи масата е против, фелна, едноставно фелна. Тоа ми беше многу за смеење. Добро, еве ги за промена, да. Генерално, ја чувствуваш промената? Ја чувствувам, се пополека ја чувствувам, но се додека тие горе што се, као министри, се додека тие не слушаат нас и не прават хулигани, не прават, не знам, немаше погреден збор што не го искористија за да не опишат, и со тоа е ad hominem, тоа е ad hominem, многу голем напад, но дали ние така му вративме? Не. Ние не му враќаме така. Зошто така не третираат? Буквално не ни слушаат, буквално не отфрлаат како глас на младината. Зошто? Добро, вашата позиција е, да речеме, легитимна и вие немате потреба да се расфрлате со навреди, затоа што аргументите се прилично солидни на ваша страна. Но кога ќе ги земеме протестите кои што сега се случуваат, ако ги тргнеме настрана директните мотиви, односно директните поводи за аболицијата од председателот Иванов, закажаните избори за кои што има некаков консензус кај луѓето што протестираат дека за нив нема услови. Дури ако ги тргнеме сите овие на страна непосредни мотиви за сегашните протести, мислиш ли дека би требало да продолжи студентскиот пленум и натаму да протестира? Да. Дали не само за тие образовни теми за кои што прв пат и беше основан пленумот, туку и малце во една поширок општествен контекст. Мислиш ли дека студентите треба да се бунат и за работи кои што, да речеме, не ги засегаат нив директно, туку целото општество, во целина? Имаше една поема. Не ми текнува баш точно кој е авторот, но сакам да ја парафразирам на нашки буквално. Поемата првим зборуваа против студентите. И јас не зборував, оти не бев студент. Зборуваа против стечајците, ја не зборував, оти не бев стечајец. И после дојде на мене и немаше кој да зборува за мене. Сите ги одведоа. Да. Да. Добро, тоа е таа поента, без друго. Сакав да ги земем малце протестите во една поширока смисла. Дали сметате, ќе биде за сите тројца прашањето, дека долго време зборевме за тоа дека нема протести во државата, дека сите групи кои што се засегнати, кои што се подчинети на некој начин обесправени, тешко се одлучуваат да излезат на протест. Еве и сега доста прилично шарено е друштвото што протестира. Тоа е, нели, и во името ова што излезе сега шарената револуција. Зборевме малку дали е претерано револуција да се вика уште од сега. Тоа е веќе прашање на таа одлука, веќе тоа е тргна, шарената револуција. Дали тие протести сега, еве, кога веќе се случија, чувствувате дека може нешто да излезе од нив позитивно? Дали еве, кога веќе се случуваат, дали ќе вредат? Како некој што тројцата сте протестирале, сте биле по тие кругови, мислите ли дека сепак вреди на крајот? Немаше бидеме таму да мислевме дека не вреди, Да, мислам. се согласувам. Добро е, она што е многу добро е што полека се стрга стигмата, берем стигмата кај можда граѓанинот кој што не размислувал за поимот протест да го искуси. И се поише има протести, стигмата кон терминот протест малце се олабавува и станува многу по фреквентен начин за некој да си го искористи, да си го искаже своето мислење, да си го искористи правото на говор, правото на здружување, на јавен собир или на протест, што може не имаше толку многу можности наназад. Сега ако се вратиме 5 години наназад, ќе наброиме
стотици протести, пошто имало не само средношколските и Да, студентските. имаше многу протести, разликата е сега во масовност. Сега. И разликата е во тоа што овие отворено се декларираат како антивладини протести. Значи Да. не е веќе проблематично да го кажеш тоа дека не се согласуваш со политиките на оние кои што ти ја водат државата и начинот на кој што го прават тоа. Многу луѓе полека се охрабруваат да се појават, а што никогаш не излегле на протест, се надам дека се повеќе луѓе ќе се охрабруваат да си го кажат јавното мислење и дека еден шекор ќе биде да излезеш на улица, а вториот ќе биде да го кажеш и гласно и јасно тоа што го мислиш, се повеќе дека ќе го гледаме. Сега ќе уфрлам статистика една мала, а тоа е дека во Македонија една половина од младите луѓе не се чувствуваат удобно да објават политичко мислење онлайн. Значи едноставно би одбрале да не кажат ништо. И Да, само многу ако може интересно. да, не знам дали се сеќава, тоа се случи пред некој месец, каде девојка од средношколка од Велес Да, доби намалено, Инглина. Да. доби Да. намалено повидение против тоа. Користат некои лоши тактики кои не удираат нас, младите, и затоа го има тој страв. Например, таа сака да учи факултет надвор од држава. Го има веќе тоа во досие, во училишно досие веќе го има. Намаленото поведение. Да, Дисциплинската мерка што дисциплинската е- мерка ја има. Да. Нези е страв што ако не ја примат баш поради тоа. Негде на држава, а сака да излезе надвор од држава. Кога ќе објасни зошто има дисциплинска мерка, побрзо ќе ја примат во било Да, кое да. нормално, во било кое нормално општество, затоа што праксата вика дека во поразвиените демократски општества младите луѓе кои што се општествено политички активни се залагаат да го подобрат општеството, се активни млади граѓани кои што институциите треба дополнително да ги поддржат. Кај нас го има Во обратното. на било кој универзитет, во секоја постапка за примање на универзитетот, од младите се бара да кажат какви дополнителни активности имаат надвор од нивниот образовен процес, било каков активизам за подобрување на заедницата дополнително се цени и носи дополнителни поени. Ова го кажувам и од лично искуство, меѓутоа тоа е политиката и на организациите кои што ги доделуваат стипендиите, меѓутоа и на универзитетите кои што ги примаат студентите. Проблемот е многу поголем од она што ограничено се гледа кај нас. Исклученоста на младите, невклученоста на младите во општествено-политичките процеси е многу голем проблем за демократијата. Само кратко ќе се навратам на гласањето на избори. Тоа е најконвенционалната форма за граѓанско учество и тоа е најконвенционалната и најчесто користената форма за влијание врз одлуките. Во Македонија младите околу 10 до 15% гласаат помалку од старите. Ако ги имamo дека статистиките, да речеме, ако само еден од 10 луѓе на возраст од 57 до 66 години не гласал на избори, тогаш кај младите е тоа многу повисоко и да речеме 10% од младите на возраст до 26 години велат дека нема да гласаат на наредните избори. Тоа го доведува во прашање функционирањето на репрезентативната демократија и затоа во нормалните општества, ќе се дозволам да го искористам, се вложува многу повеќе во интегрирање на младите во тие општествено политички процеси. Она што е многу интересно и што сакам да го напоменам за студентскиот пленум е дека долго време се работеше во македонското општество на креирање на младинско студентско движење кое што ќе се бори за своите права. А ќе биде автентично. Ќе биде автентично и ќе биде органско и мислам дека победата на студентскиот пленум, која што е несомнена, тие спречија имплементирање на многу штетна политика, треба да ја цениме малку повеќе од она што ја цениме, бидејќи во Македонија, барем јас колку што знам од самостојувањето па наamo, политичко-партиските структури континуирано и систематски работат на злоупотреба на младите како ресурс и нивно исклучување од општествено-политичките процеси и внесување во строго контролираните хиерархиски вертикални партиски процеси на одлучување. Веројатно и оттаму е тој опор кон гласањето и учествувањето Апсолутно. во системот затоа што Апсолутно. гледаат дека системот пробува да ги исклучи. Апсолутно. Зошто тогаш би гласале и би учествувале во И токму тука е поентата која што сакам да ја направам со студентскиот пленум, бидејќи вториот поголем протест на студентскиот пленум не беше протест против законот, туку беше протест против нивното исклучување од носењето на таа политика, што всушност покажува созревање на таа популација и на таа демографска група, кое што е многу важно, а тоа созревање ние го гледаме и во изминатава година во одвивањето на протестите. Ако во 2011-12 младите луѓе кои што протестираа против полициска бруталност
им беше важно да покажат дека не се партија. Неколку години подоцна на младите луѓе им беше важно да ја поентираат, да ја направат својата поента, да ги изложат своите аргументи и да ги реализираат своите права, при тоа не осврнувајќи се на тоа на кој начин се етикетирани, што мене исклучително многу ме радува, бидејќи покажува една доза на зрелост која што генерацијата пред нив ја немаше, вклучувајќи не и нас. Ќе завршам со протестите од 2012 до 2015 година, бројот на луѓе кои што барем еднаш излегле на протест, демонстрација или јавен собир, речиси се дуплира. И тоа е многу интересно да се погледнат демографските разлики. Ако во 2012 година 14% од луѓето излегле на протест, на јавен собир или на демонстрација, при што поголем број се стари, при што е еднаков бројот на млади и на стари, во 2015 година 20% од луѓето излегле на протест, при што бројот на млади е поголем од бројот на стари. 30% од младите во 2015 година барем еднаш учествувале во протест, јавен собир или некаква демонстрација, и тука се гледа созревањето и тука се гледа напредокот и потребата за учество на младите во општествено-политичките процеси. Ако немаат можност тоа да го прават преку воспоставените канали, законски утврдените поставки, немаат, тогаш ќе го прават на единствениот друг можен начин, бидејќи сакаат нивниот глас да биде слушнат и сакаат нивните права да бидат реализирани. Ма тука јас сакам да се надоврзам на Дамјан многу накратко, уште еден од најголемите успеси на студентски пленум е што направи нашите институции да препознаат неформална структура и да ја вклучат во процес на формално креирање на политики, односно да прават закон заедно со студентски пленум, структура која што не е формална, не е регистрирана, нема хиерархија, нема јасен представник и заедно со нив да учествуваат во правење на политики. Тоа е еден преседан на кој што треба да се повикуваме секогаш кога може. Не мораше баш со сила да ги натераме, ама да, требаше многу да се стигне до таму. Тоа е напредок. Ама пошто формалните структури, поготово кога се контролирани, се користат како препрека. Студентскиот пленум уште пред да добие простор за преговори, студентскиот парламент кој што нели мора да го премоли за нешто да се ангажира, се струкуваше. Исто е со средношколците. Иако Македонија веќе со години нема активна средношколска национална унија, во даден момент кога ќе треба се реактивираат и го земаат столчето и прават узурпација. Практично тоа е лажно застапување на младите, бидејќи тие организации реално немаат ниту членство, ниту капацитет, ниту работат. Проблемот е што нашите институции и луѓе кои што ги водат исто така се многу подготвени да направат се што можат за да го спречат автентичното мислење да биде чуено или прифатено. По цена дури да форсираат, креираат, поддржуваат непостоечки или нерелевантни организации да го кажат истото, отколку да седнат да зборуваат со оние кои што навистина имаат мислење. И сега дел од проблемот и тука што се јавува е што секогаш има антагонизација и револт кон оние луѓе што решиле да се го кажат мислењето преку протест, колумна, што сакаат нека биде. И затоа што најголем дел од иницијативите на младите и на студентите и средношколците се реактивни. Владата веќе нешто одлучила, направила и институцијата не ги прашала што сакаат, туку терала својглаво, го направила тоа што го сакала и после тоа некој е принуден да реагира и кога се наоѓа во позиција на реакција се гледа и како непријател. И тоа ги влошува сите односи. И поентата и со јавните политики што некој треба да вклучи однапред во осмислување и утврдување на цел. Нашите сите искуства од периодов се каде што некој воопшто ниту те вклучува, туку ти едноставно чувствуваш граѓанска одговорност дека некаде треба да кажеш нешто. Само да се надобрзам. Нале тоа што буквално не напаѓаат поради тоа што го постираме, сите ние што го постираме, тие се го имаат онај хајв менталитет. Големиот мозок мисли така и ние треба да мислиме така и онма кога ќе слушнат некој спротивно мислење, онма се чекај, јас не го мислам ова. И мислам дека барем негде во подсвеста која имаат воопшто, му се вика, но што ако е во право? Не е во право, морам да бидам против него и буквално се барем јас сакам така да мислам дека тоа му се случува во нивниот мозок. Барем на некој момент помислиле дека ние сме во право, а не тие што го контролираат тој хајв мозок. Да, јас можам да претпоставам исто така дека тоа се случува, дека
by the way, значи ова е прв пат да слушнам некој да ја спореди матрицата на размислување и делување на актуелната власт со Hive, односно со, како беа, од Star Trek, The Borg. The Borg. Borg. I am the collector. Тоа е прв пат го слушам, ама прилично интересна аналогија. Како реагирате? Постојат ли луѓе уште кои што ви викаат во врска со протестите, ама немој да искачаш на протести, така не се менува, така не се менуваат работите. Имавме прилика доста да слушнеме многу често и да прочитаме и да видиме такви ставови. Како им одговарате на тие луѓе ако воопшто негде го сретнете тие тези дека протест да, ама тоа не е начин. Така не се прават работите. Има ли овие вакви луѓе кои што на ваков начин ги има, барем јас ги среќавам, си земав право да одговарам. Ги има, јас ги среќавам, меѓутоа прашањето или убедувањето кое што почесто го слушам не е дека работите не се менуваат така, туку пазете што може да ви се случи. Затоа што кај нас ние многу често ги забораваме активните форми на спречување на младите да учествуваат и да искажуваат протест. Кои што постојат. Ние кај нас многу незабележано помина за заклучувањето на средношколците во средните училишта. Не беше само во Корчаги, но беше во многу школи. Тоа ние го знаеме. Тоа во помалите средини каде што е стравот поголем и контролата многу поголема, веројатно се случува и потешко излегува во јавност. Јас мислам дека барем во 5 градови имаше сведоштва на средношколци кои што биле заклучувани во средните училишта за да не излегуваат на протести. Не само што е кривично дело, за што треба некој сериозно да одговара, туку тоа е една многу перфидна форма на обесхрабрување на младите да излезат и да го искажат своето мислење. Од тука и го разбирам стравот на родителите, зошто сметаат дека младите луѓе не треба толку често да протестираат. Особено во изминативе 10 години сме сведоци на неправедно казнување на сите оние кои што излегуваат со некаква критика која што е спротивна на генералното мнение. Примери на луѓе кои што имале последици од Апсолутно. И врз основа тие примери се гради сега тој страв кај луѓето. Се гради тој страв. Се темели и се перпетуира. Затварањето на 23 млади луѓе после протестите на 5 мај минатата година, 20 дена, не ме фаќате точно за збори, држање по 20 дена во притвор за учество на протест, нивна криминализација и како делува обесхрабрувачки на луѓето. Да немавме такви драконски мерки спрема луѓето кои што протестираат, да немавме толку реални случаи на казна на луѓе од страна на системот за тоа што искажале јасен став, ние сега на улиците ги имавме многу повеќе луѓе и многу повеќе луѓе ќе протестираа. Оваа бројка од 20% во 2015 ќе беше сигурно многу поголема. Меѓутоа, донесувачите на одлуки, оние кои што ги контролираат ресурсите и механизмите на присила, ќе продолжат да ги користат тие механизми, бидејќи се свесни дека особено младите граѓани се оние двигатели на промените. Тоа го зборува историјата, тоа го зборува теоријата, тоа го кажува праксата, дека секоја поголема општествена промена, дали е во нашето соседство, дали е пошироко, потекнува токму од младите. Токму затоа се вложува толку многу труд младите да бидат исклучени и да бидат контролирани. Дали е тоа преку студентски парламент, дали е тоа преку било која друга форма. Дојдете во нашата партија, тука ќе канализирате вашата амбиција, немојте тоа да го правите на страна. Ќе ве средиме, ќе ве улегаме во некоја ситуација, ќе ви најдеме работа, ќе ви И тоа е нешто во кое што многу сериозно политичките елити инвестираат. Да, но затоа тие му го моделираат мозокот и ги прават дел од тој hive mind. Апсолутно. Оние кои што ќе се согласат на таков начин, нели? Но се случува ли тебе некој да ти рече, па ти си сега на тој факултет, што малку ќе завршиш, ќе одиш во странство, ќе работиш, за тебе нема проблем оваа држава, зошто сега ти баш си нашол да протестираш? Тука која Никој ми нема речено тоа, да бидам искрен, дури ми имаат охрабрувано. Освен за фрканциите од колеги као, еј, брат, ти не дипломира на факултет, ама на протести докторираше. Добро.
како што рече, мене најчесто ми имаат кажувано исто така од безбедносни причини да не одам на од безбедносни причини да не одам на протести, да не ти се Да не ти случи се случи нешто. нешто, не сум од Скопје, од Прилеп сум, сам сум овде, да не мајка ми да не ја тормозам да ме вади од полициска дури да иди Скопје само за тоа. Не, мислам дека има еден друг проблем, само не е безбедноста. Мене повеќе коментарите типот на не оди на протест не е сигурно, можам да ги разберам. Значи во некои ситуации имало предизвици, иако генерално овој период си стварно има мирни протести пред се. А пострашни ми се коментарите каде што луѓе кои што се активни пред се убедуваат дека тоа не е институционалниот пат, тоа не е правилниот пат, тоа не е начинот да се решат проблемите. И тие се прилично страшни затоа што имаше и периоди кај што се обидуваа, поготово кога беа активни пленумите повеќе, да наметнат перцепција дека протестот не е цивилизиран начин да си ги оствариш своите права, е прилично цивилизиран начин, гарантиран и во законите и во уставот на Република Македонија, што И плюс тоа го има сега со тоа што не нарекуваат хулигани, што и да. Етикетирањето е не мислам дека немаше момент во кој што тоа запре. Сите кои што излегува да се бунат меѓу властот им беше ставено. Црвени кругови, црвени не, квадрати. единственото што се смени е сега не се кругови, туку се Квадрати. квадратчиња. Ама друг исто феномен има. Естетска, ама добро. Кога, поготово ова го зборам сега не за општа јавност, не општо граѓани, туку најмногу оние кои што се најмлади, значи средношколци, па дури студенти, општо млади луѓе. Оние кои што се подготвени да го направат протест, или оние кои што се подготвени да читаат тон закони за да напишат мислење за нив или да изградат мислење за нив, кои што се артикулирани да споделат став, кои што знаат како да работат тимски, тоа се активни млади луѓе со огромен потенцијал да ти ја направат оваа држава подобро место да живееш, кои што утре ден ќе ти бидат одлични инженери, ќе ти бидат супер правници, ќе бидат пред се активни граѓани, кои што се грижат нешто да биде подобро и да биде квалитетно. И они се инвестирале себе си во еден ваков турбулентен период да направат држава подобра, свесни за ризикот на кој што се изложуваат, оправдан и неоправдан. И ние имаме држава која што нив ги тера да си одат. Држава која што им стават црвени кругови, им следи семејни лози да ги врзе со кој може, наставници и професори што ги опресираат. Правен систем кој не работи. Систем, да, кој што ги држи во притвор непотребно. Е еднакво за сите. Да. За некого работи вака, за некого така, нели? Да. Сосема за крај би сакал да привршиме со ваше мислење околу тоа дали проблемот со недоволната вклученост на младите во недоволното значење на младите во општество, дали тој проблем ќе заврши автоматски во моментот кога, да речеме, перспектива ќе се смени власт? Дали системот е проблематичен и што е тоа што треба да се направи, каде треба да се почне, дури и кога утре би се сменили работите, ќе имаат ли младите причина да останат во земја? Не е само системот, туку и мајндсетот е. Мајндсетот не само кај младите, туку и кај повозрасните. И пак некој мора да остане тука, некој сака да се замине, но сепак го имаме тој чуден мајндсет каде што некој ќе речат шо бараш надвор од држава, седи си тука, се смени, ќе биде подобро, тоа и ветуваат, а други имаш пак, кај знаеш, може тие наредни што ќе дојдат да бидат полоши. Замини си, спакувај куферите, да те нема, враќај се еднаш годишно. Остајни слика. Гледаш ли перспектива некако дека ќе поидниме 10 години, да речеме, дека ќе се подобри позицијата на младите во општеството и како резултат на тоа они веќе нема да сакаат да си одат? Минимум 10. Минимум 10 години. Сега само што почна да се слуша гласот на младите. На било кој сега почна да се слуша гласот, не само на младите, иако младите малце почна, со тоа почна и нивниот глас првин да се слуша, но минимум 10 години. Повеќе дури ни требаат за да се смени власта, не еднаш, не два пати, колку пати што треба да се смени за да тој мајндсет веќе што го имаме да го нема. Мајндсетот повеќе не е проблем отколку власта, а власта го прави тој мајндсет. Добро, ти можеш да ни кажеш од позиција директна на млад човек студент, меѓутоа Дона и Дамјан може да ни кажат
од еден друг аспект, Едно. Дона повеќе. Дури сум млад. Каде оди патот? Каков е тој пат кон зголемување на позицијата, подобрување на позицијата на младите? Дали е веќе започнати некои процеси и колку време тоа би можело да трае? Дали има перспектива воопшто дека ќе се сменат овие работи на подобро? Сега кога гледаме во историјата на младинското учество во Ева земјава, не е некоја предолга историја, имало растови, имало падови, сега пак сме во некој период на одење нагоре, да речеме. Не е врвот, ама се движиме нагоре, затоа што ако ништо друго, Македонија и младите во земјава гледаат простор да се здружуваат и да се активираат без разлика на формалните алатки. И тоа е тренди во целиот свет. Луѓето, младите не преферираат да основаат здруженија, преферираат да си најдат начин да си ја остварат целта што е помалку стегнат од правила, прописи, што и да е. Не треба многу време да стигнеме до идеално учество, ама не треба премногу време веројатно за да се поместиме од токенизам и декор на младите луѓе во некој кој што барем е консултиран во општество и затоа треба и системски промени. Значи да се постават правила кои што гарантираат дека има учество на младите, да се сменат пар закони кои што гарантираат дека нема да донесе. Добро, факултетите веќе имаат такви, ама дека за факултетите тоа се однесува, дека училиштето нема да донесе одлука без да ги праша општината, нема да донесе одлука Агенција за млади или Министерство за млади или каква е надлежна институција да имаме, а треба да имаме институција која што работи за нив, пошто во моментов иако има една што се вика така, таа не работи ништо. И тоа е делот од правната рамка да се гарантира дека постои каналот. Втор момент е примена на таа правна рамка, трет момент е градење на такви вредности и охрабрување на младите и тука треба да се вклучат сите граѓани во еден систем кој што функционираат не само институциите. До пред неколку години, не знам дали се сеќавате, ама она што трешташе од сите страни беше дека младите се апатични, младите се незаинтересирани, младите се. Да, тогаш се појави подоцна се појави студентски пленум и сите вака. Да, и сега се престана да се кажува. Тоа е она што најмногу ме болеше тогаш беше што многу често тие коментари доаѓаат од професори, од наставници. Немаат право да го кажат тоа. Никој возрастен човек во држава нема право да каже младите се. Најмногу веројатно професори. Да, затоа што они се тие што го прават системот во кој расте еден млад човек. Ако тој млад човек е изложен на корупција и непотизам, нормално дека тоа за него. Рано, секако дека тоа не животот ќе. И тоа за него ќе биде норма. И на крај дури да постои системот има работи кои што го разградуваат. И на пример корупцијата е една од тие работи. Хиперпартизираноста и поларизираноста на нашиот систем е уште една таква работа и треба многу работи да менуваме, ама за почетоков треба да го менуваме тоа дека да го поставиме како норма тоа дека гласот на младиот човек треба да се чуе, гласот на секој граѓанин во државата треба да се чуе, и тоа да не биде умртвено. Јас се надевам дека работи тоа во некој добар правец. Ама за да има трајно некаква промена на подобро кон за младите луѓе, треба да се искомбинираат еден куп различни фактори кои што ќе влијаат на тоа и генерално и целото општество треба да се придвижи кон подобар правец, односно да се демократизира самата држава во која ние живееме, да се почитува плурализмот и да се поттикнува плурализмот, не само политички, партискиот, туку и плурализмот на мислење, на гледишта, да се диверзифицира се. Затоа всушност сме шарена револуција. Бидејќи шарената револуција го е шаренилото буквално ги означува различните мислења на сите нас. Ја имам моje мислење, ти имаш твое, ти имаш твое, вие имате свое мислење. Тоа не обиденува. Секоја боја е различно мислење. Затоа е шарена револуција. Да, и веројатно ова барем без разлика на се може да остави некаков белег на развој на нашето општество, каде што сме виделе дека постои масовност во искажувањето на мислењата, во организираноста и во подготвеноста тоа да се направи јавно. Дамен, вака како што те гледам, не ми изгледаш како оптимист. Имавме предпазлив песимизам од Дона. Искусен оптимист. Младешки Боријан така по-оптимистички, да е како е идеја. Мислам дека менувањето на власта нема да направи ништо, менувањето на начинот на владење е она кое што може да донесе да доведе некаква по-сериозна промена. Мене многу ме радува фактот дека младите се повеќе и повеќе сакаат да учествуваат во општествено-политичките процеси и мислам дека студентскиот пленум и цело тоа движење е добра референтна точка која што ќе служи како пример дека може да се направи разлика и дека гласот на младите може да биде слушнат.
да не се повторувам со Дона, воспоставување на институционални механизми кои што на структурен начин ќе го слушаат мислењето на различните демографски групи, ни е нас неопходен ако сакаме да растеме како да се развиваме како општество. Дали е проблемот таму во самото непостоење на тие системски на таа структура што би требало да го возможи тоа како легислатива, или е пак проблемот повеќе во мајндсетот, во менталитетот како што мисли горе? Ама непостоењето на структурата го перпетуира, Да. го креира тој мајндсет. Тие две работи одат заедно рака под рака и не можеме да ги раздвоиме. Ние во Македонија дури имаме и легислатива и институции кои што функционираат на хартија, меѓутоа не се применуваат во пракса. Примерот за тоа е стратегијата за млади, за која што да речеме нема буџет. Вие носите јавна политика и носите некаков документ за чија што реализација не предвидувате никакви средства, што всушност кажува на кое место на скалата на приоритети ви се вам младите. За мене, исклученоста на младите и не само на младите, туку и на жените, особено на младите жени и на другите различни групи кои што се на маргините на општеството, нивната исклученост од општествено-политичките процеси е алармантна. Начинот на кој што функционира македонското општество, недостатокот на демократија, недостатокот од елементарно владење на право и сносење на одговорност за своите постапки е за мене еден феномен кој што многу сериозно го поткопува функционирањето на општеството. Ако младите луѓе денес гледаат дека луѓето можат да прават што сакаат, а за тоа да не сносат одговорност, тогаш тие ќе го обноват тоа поведение и ќе се однесуваат така и понатаму. Мислам дека да завршам, има сериозно придвижување, има организација на младите, тие се се погласни, тие се повеќе сакаат да го наметнат својот став и јас сум оптимистичен во врска со нивната вклученост и нивното учество во носењето на одлуките, во креирање на општество, онако како што тие сакаат да го видат. За мене тоа е важно. Сите да имаат можност да го креираат општеството на начин на кој што тие сметаат дека е целисходен, односно да ја трасираат својата иднина и својот пат што тие ќе прават. Извини, ако можеш Добро, нешто да додадам. еве. Моментално гледаме пад на наталитетот во држава, како што спомнати, имаше и промени во законот за абортус. Но сепак вршат промени во законот за абортус, пропагираат да си има трето дете, пропагираат многодетни семејства, кои тие понатаму треба да растат, кои треба да бидат пикнати во тој meat grinder, што е средно, што е факултет, што е постдипломски студии, но условите каде се? Финансиските услови, моралните услови како за прво и прво ги нема. Така, 3 деца од фамилија, например за некој невработен, за некој стечаец, за не знам што да кажем, тоа буквално ме потсетува на американскиот pro-life movement. Не знам дали го знаете вие, Да, каде само што е друга Америка, друга сме ние. Да, но очигледно да, но системот му е сличен, како не абортирај, имај повеќе деца, не абортирај, имај повеќе деца, и штом детето се роди, значи се додека е во матката е сигурно кога ќе излези, извини, немаш школа, Немаш пари за тоа, немаш пари за ова, немаш пристап до образование, немаш ништо. Добро, би можеле да збориме сигурно многу за абсурдите на некои владени потези, кампањи, политики, но за жал ограничени сме и временски. Овде би сакал да ви се заблагодарам за учеството во емисијата и се надевам дека следниот пат кога ќе бидеме во слична ситуација, дека ќе може да констатираме и некои подобрувања во врска со оваа тема за која што зборевме. Дискусиите, дебатите на Радио МОВ поврзани со иселувањето на младите, сите вести, анализи поврзани со оваа тема можете да ги видите на нашиот вебсайт и на хаштагот Си одиме. Ова беше отвореното студио, дискусијата на Радио МОВ. Се гледаме повторно во некоја друга прилика. Изгледа се? Всичко добре. Добро. Фала ви, дечки. Дона само нешто да ископирам и ти го давам лаптоп. Да, Митри, да. Да, морам да ископирам. Ја имам мал проблем. Тоа ќе му одвеме направим. Мислам дека ќе ми се деси тоа сега. Не, немаш гајле. Еве го.
Ако ќе патам да пеотечам, тешко пеотечам, као измешај ги Порки Пиг и Да, Дафи не. Дак истовремено. Добро, не е проблем, не си. Како работиш на ова? Надвор работам, па Темо, пришел да ќе... Обучаварка. Почесто